Да исправится молитва моя, яко кади. Дека градењето на прекрасни цркви, манастири во Македонија, уште од најраните денови на христијанството па се до денес, е наша исконска традиција. Доказ е манастирот Свети Петар и Павле, кој што се наоѓа на околу 5 километри од славното село Смилево во општина Демирхисар. Жертва вечерняя. Сместен во пазувите на планината Бигла на 1300 метри надморска височина, стариот манастир Свети Петар и Павле тука бил изграден во 1870 година од страна на Петре Гарски, а бидејќи бил надлежен старешина на манастирот, од тогаш тој го носи и презимето Егуменовски. Починува во 1904 година и е погребен во самиот манастир. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Господи, возвах к Тебе, После неговата смрт, што се случува со манастирот? После неговата смрт, сланите служат, исто е посветен на светеците Петар и Павле и го празнуваат празникот Петровден на 12 јули. Така. Значи, ние во моментов се наоѓаме на местото каде што тогаш била таа стара црква, кога функционирал манастирот за време на неговиот градител. Точно така, да. Негде 2000 година е изграден или почнат со градба новиот манастир, на истите темели со нешто по-голема квадратура. Градбата се одолжи негде до 2018 година, кога веќе и се освети новиот манастир. На 13 мај 2018 е осветен манастирот и се празнува е ден како на манастирот, 13 мај го празнуваме, имат вечерна, утринска литургија, воедно и Петровден, 12 јули исто имат и вечерна и утринска литургија, се празнуваат Петровден. Значи, славата на манастирот е на празникот Петровден, а додека друг значаен датум е 13 мај, кога е и освете манастирот. Да, по повод за осветување на манастирот. Како што кажаме, се наоѓаме на местото каде што била старата црква, сега новата црква е со многу поголеми димензии и обем. Гледаме дека тука буквално се е ново. Иконостасот, фреските. Стариот манастир не е бил фреско живописан, него имал иконостас, кој и во новиот манастир се останати истите икони, со тоа што е изграден нов иконостас. Дека може да се видат старите икони од претходниот манастир, али иконостасот, резбата се е нови. Воедно и фреските се и фреско живописан, со тоа што се прави напори, целосно да се заврши фреско живописот во манастирот. Сегашниот манастир е изграден со голема помош на верниците, како од Македонија, така и од македонците од диаспората. Освен црквата, жителите на Смилево се потрудиле прекрасно да го уредат и манастирскиот двор, но и делот пред манастирот во блиската шума, каде се изградени голем број на летниковци за да може да одморат посетителите кои што ќе дојдат тука. Се планира во иднина тука да се изгради и место каде ќе бидат поставени скари и фурни за подготвување на јадење за посетителите. Дворот е негде по иницијатива на црковниот одбор од
прилика од пред 3 години е почнат со уредување. Сега и доста работи недостигаат, али сме во план, значи целосно се да се досреди, да се доуреди, воено и сакаме, значи, на фасадата на манастиров да се направи мозаик на фасадата со ликот на Свети Петар и Павле. Исто и недостатоците кои се во дворот да се доуредит. Господи, сил с нами буди, и много разве Тебе, помощника в скорбях не имаме. Господи, сил помилуй нас. Господи, сил с нами буди, и много разве Тебе, помощника в скорбях. Манастирот го посетуваат голем број верници, како од нашата држава, така и од странство. Тие исто така може да останат и да преспијат во конаците, кои што се изградени во 1970 година, а со изградбата на новата црква после 2000 година истите се обновени. Гледаме тука исто така има и манастирски конаци. Дали може да се престојува и што треба еден посетител доколку сака да направи за да остане неколку дена во манастирот? Значи, манастирски конаци бројат негде околу 17 соби со 36 легла. Значи, верниците кои сакаат да престојуваат во конаците, значи, престојот е слободен, не се наплатува, не се остават на самиот верник како сакат да остави, значи, за здравје, за него, за фамилијата. Така. Дали треба да се обратат некаде, да се јават некој телефонски број или може слободно да дојдат, секој ден манастирот е отворен? Па можат слободно да дојдат секој ден, значи манастирот е отворен. Сигурно дека ќе сретнат некого од селаните овде кои ќе бидат во дворов во кругот на манастирот и можат да побараат соба, да му се отвори, да му се даат клуч и така. Дали е определен престојот колку денови може да се престојува тука? Престојот не е определен, значи кој колку сакат може да останат. Може викенд, 2 недела. Значи тоа не е проблем. И много разве Тебе, помощника в скорбях не имаме. Господи, сил помилуй нас. Манастирот поседува 17 соби со 36 легла. За сите оние кои што не го посетиле еден од најубавите и најчистите краеви во Македонија, манастирот Свети Петар и Павле нека биде причина овој регион да биде вашата следна дестинација. Во Смилево исто така може да го посетите и музеот посветен на Смилевскиот конгрес и настаните поврзани со него. Помощника в скорбях не имаме. Господи, сил помилуй нас.